Основното училиште Јонус Емре во селото Лисичан, општина Пласница, каде што наставата ја следат околу 100 ученици на турски и македонски јазик, распоредени во 4 училишни објекти, продолжува редовно со второто полугодие. Директорот на училиштето, Ајнур Бајрамовски, соопштува дека во првите денови од почетокот се појавил проблем поради поплавите од реката која се наоѓа во близина на централниот училиштен објект, но според него ситуацијата била навремено менаџирана и не предизвикала посериозни последици врз развојот на наставниот процес. Во самиот почеток на второто полугодие, после неколку дена настана со надојдувањето на реката, малку заплашување за нас во централното училиште во Лисичани беше што излезе реката во дворот на училиштето и се плашевме од поплавување. Беше на работа да се поплават во внатрешноста да не влезет во училиштето. Јас и ќе ви покажам и видео снимки имам направено, навистина беше застрашувачки, но фала на Господ не влезе внатре водата, се спасевме и после тоа си дојде по природен пат повлекување на водата и така немавме проблем во реализација на наставата. Тој исто така нагласува дека транспортот на учениците е организиран и функционира без проблеми, додека и греењето во училишните објекти е обезбедено, благодарение на добрата соработка со општината Пласница, создавајќи соодветни услови за развој на наставата. Со тоа што, имавме обезбедено со грејната сезона си ни беше перфектно, во централното училиште ние грејењето со нафта, додека во подрачните училишта кои ги имаме во Челопеци, во село Врнештица и во село Староец, тамо грејењето не е со дрва. И училиштето, целосно не е обезбедено и со нафта и со дрва, така да немавме во тој поглед проблем никаков. Имаме, 4 објекти, едно централно во Лисичани и 3 подрачни, каде што во централното во Лисичани и во подрачното во Челопеци наставата се реализира на турски наставен јазик, а додека во подрачните училишта во село Врнештица и во село Староец наставата се реализира на македонски наставен јазик. Сега, во Челопеци од прво до 5 оделение имаме настава на турски наставен јазик, од 6 оделени учениците им имаме организиран превоз за во Лисичани. Ги носиме, продолжуваат, од 6 до 9 во Лисичани, да е следа наставата. А додека пак во подрачното училиште во Врнештица имаме настава на македонски јазик, каде што наставата се реализира од прво до 9 оделение, додека пак во подрачното училиште во село Староец наставата се реализира во оделенска настава од прво до 5 оделение. После тоа некои родители ги запишуваат од 6 до 9 во Врнештица во подрачното, каде што и тамо не е организиран превозот, воопшто родителите да не мислат за нивните деца, ги земат од дома со организиран превоз и ги враќат до дома. Ама, за жал, некои родители ги запишуваат во Кичево. Реонски ни припаѓа нас, но законот само на хартија стои, та не се спроведува. Инспекторатот сум реагирал до инспекторат, но некако немаат слух во тоа. Ние дечината ги испилуваме додека ги пораснеме до 5 оделение, а од 6 после ги запишуваат во Кичево. Имаме од Миокази еден ученик, му имаме организирано превоз до Врнештица, што наставата тоа е следен на македонски наставен јазик и му е организиран и нему превоз до Врнештица, кој носе и го враќат до тоа. Со општината навистина имаме перфектна соработка, бидејќи во секој проблем нешто доколку ни настане, ни стојат секогаш во позадина, секогаш сметаме на нив и без соработката со општината не можеме да обстоиме. Бидејќи нашево училиште е мало училиште со
многу малку блок дотации ние располагаме со 1 милион денари, тоа е најмалку, може да рече во светот, не во Македонија, со најмалку блок дотации, а 4 објекти одржуваме во нив, значи, она најглавни превоз на ученици, како што ви кажав, имам линија од Миокази до Врнештица, од Староец до Врнештица, од Челопеци до Лисичани. Превоз на ученици во тоа спаѓа тој милион денари што организирам. Нафта за централното училиште, дрва за подрачните училишта во Челопеци, во Врнештица, во Староец, струја и оние основни неопходни средства за хигиена што се. Значи, го вложува мојот авторитет со помагање на местното население, со општината и така обстоиме. Ниту еден денар нашето училиште, иако со толку малку средства располагаме, ниту еден денар никаде не е должно, никогаш не сни биле блокирани со сметка, значи функционираме ептено на домаќински, што рекле старите, си ја пуштаме ногата колку што ни е чергата и на тоа така обстојува. Сепак, директорот Бајрамовски истакнува дека една од главните загрижености со кои се соочува училиштето, како и многу други училишта, е постојаното намалување на бројот на ученици од година во година. Тренд кој останува предизвик за иднината на образованието во овој регион. Со се комплетно имаме со се подрачните, значи централното и подрачните, околу 100 ученици имаме. И тоа 76 имаме само во Лисичани, во централното училиште, а додека во подрачните имаме во Челопеци, поединично во Челопеци имаме 12 ученици, во Врнештица веќе ни се намале на 5 ученици, беа лани 9, сега 5 се, и во подрачното училиште во Староец имаме 3 ученици тука. И комбинирана наставата е во Староец, исто така комбинирана ние наставата и во Челопеци од прво до пето деление, во две паралелки се изведува. Една паралелка имаме од прво до трето, една паралелка четврто и пето. За жал, многу опаѓа број на ученици. Јас на почетокот кога дојдов, веќе подолг период каде што сум директор овде, имаме околу 187 ученици. Од 187 дојдовме веќе на 100 и нагло ни опаѓа просек во годината, негде по 4 по 5 ученици ни се намалуваат.